Пролетта е период кога сезонските алергии се во кулминација, претежно се манифестираат со симптоми на горно и долно респираторниот тракт. Во овој период бројот на пациенти е зголемен, а доктор Светлана Трифуновска објаснува кои симптоми најчесто се јавуваат, како и тоа каков е третманот на оваа состојба. Се забележува зголемување на бројот на алергиските пациенти, односно пациентите предиспонирани за алергии. Уште од мали нозе, кај одредени пациенти се знае дека се генетски предиспонирани на одредени, да речеме, сезонски алергии. Но алергиите не опфаќаат само сезонски алергии, имаме и целогодишни алергии. Како што знаете, имаме алергии на инхалаторни алергени и алергии на нутритивни, односно тоа вие од исхраната. Па најчесто сезонските алергии ви се од овие што се инхалаторни алергени, кога ќе почнат да ви цветат одредени треви, одредени дрвја и кај тие пациенти многу треба да се внимава, затоа што алергиите како алергии може да се манифестираат локално, типот на солзење на очи, течење на нос, чешење на очи, на нос и некои специфични други симптоми, односно кожни симптоми по кои што ние ги препознаваме веднаш пациентите, но може да се манифестираат и како една многу изразена клиничка слика од типот на обструктивни бронхити, од типот на астми, кога веќе имаме прогресија на болеста према долниот дел на респираторниот тракт, кога имаме една тешка симптоматологија, кога пациентите не можат да дишат, имаат обструкции, имаат изразени една изразена нелагодност, така да која може дури да доведе до многу тешки компликации и хоспитализации, па треба да се внимава затоа што овие пациенти се, ако се веќе експонирани на такви инхалаторни алергени, ќе дадат една тешка клиничка слика за која што ќе екзацербира и ние треба да размислуваме за таквите последици. Што може да направи периодот пациентот? Може многу често да се, ако се работи за овие сезонски алергии, треба, ако може да се исклучи од средината, ако знае дека е алергичен на, да речеме, на липа или на некој друг алерген, колку што може помалку да биде во контакт, тоа е првата работа. Втората работа, имате полно лекови кои што во вид на инхалаторни спреови заради астмите, дали кортико, дали од типот на вентолини, значи имате една широка палета на лекови кои што ќе помогнат да живеат еден благопријатен живот, дури имаме и спортисти кои што се на терапија, значи, а таква една болест не им смета. Исто така имате и антихистаминици, една широка лепеза, секој ден имаме се понови. Алергиите стануваат многу актуелна состојба, односно се повеќе луѓе имаат алергиски реакции, па доктор Трифуновска ја нарекува алергијата модерна болест. Таа апелира лицата кои се соочуваат со алергиски реакции при било каква промена да се советуваат со лекар, а потенцира дека некогаш дури и обичното течење на нос може да е зачеток и знак за алергиска реакција.